Имено свинската чума во Хрватска веќе е навистина расширена, вклучен е црвениот аларм, се вклучи црвениот аларм и во Србија. Има неколку случаи регистрирани и во Црна Гора. Разговараме повеќе на оваа тема, постои ли опасност и како да се заштитат фармерите во Македонија. Игор Џаџовски, раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна, е нашиот гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Благодарам. Ке може ли прво да објасниме за каква болест станува збор? Африканска свинска чума. Не е дека не сме ја слушнале претходно, наназад години имаме случаи, имаме и поголеми случаи, но ајде да објасниме убаво за каков тип на болест станува збор во делот на опасноста и пренесувањето. Африканската свинска чума представува вирусна болест, вирусно заболување на домашните дивите свињи, односно животните од видот на свињи. Не представува зоонозна болест, значи не се пренесува на луѓето, не се заболуваат други видови на животни, значи само свињите. Меѓутоа представува болест која што официјално е со најголеми економски штети во светот, значи како резултат на мерките кои што мора да се превземат при појава на оваа болест. Значи огромни економски штети предизвикува и она која што е карактеристика на самата болеста која што ја прави речиси невозможно за справување е тоа што самиот вирус е многу отпорен и за тоа што немаме никаква превентивна можност, односно не постои вакцина, ефикасна вакцина против оваа болест. Во делот на мерките, сакав да споменеме на регулативите, дека и кај нас се почитуваат ЕУ регулативите 2020-687, кои што сега многу се зборуваат во Хрватска како регулативи кои што на целата територија се распространети мерки за спречување на ширење на болеста. Постои ли реална опасност од тоа да влезе во Македонија? Како се контролираат граничните, но исто така и руралните области кај нас? Болеста ја имаме ние, не прети опасност да влезе. Болеста е тука присутна веќе од јануари 22 година. Она што е добра околност е тоа што веќе повеќе од една година немаме појава на оваа болест во кај домашните свињи, нити во комерцијалните фарми, нити во оние домашно одгледувани одгледувалишта, нели, селски дворови. Меѓутоа болеста е присутна кај популацијата на диви свињи и тоа представува всушност и најголемиот извор и закана за влез, односно за пренос на болеста од дивите кај домашните свињи, која што е нели закана, економска закана за државата. За жал, нели, научивме по потешкиот пат, како и впрочем сите земји, не само во регионот, туку и во светот. И сметам дека за сега барем комерцијалните фарми, комерцијалните свински фарми имаат одлично воспоставени мерки за биосигурност и биобезбедност и сметам дека тие се на прилично високо ниво, така да можноста за влез, нели, повторно на овие објекти е сведена на минимум. Меѓутоа ситуацијата кај оние домашно одгледувани свињи не е баш таква и сметам дека во последно време, поради тоа што немаме појава ново жариште кај домашни свињи, малку како да свесноста за болеста и за нејзиното присуство опаѓа, што е најголем ризик за повторно појавување, а со појавување на болеста во таквите одгледувалишта се зголемува и ризикот за влез и во големите комерцијални објекти, затоа што највектор преносител на оваа болест е човекот. Значи со своите постапки човекот е најголем ризик за пренос на болест. Човекот може да го пренесе и да ги зарази свињите, а свињите не може да го заразат човек. Да. Значи вирусот не се пренесува од свињите кај човекот, односно не е патоген за луѓето, значи апсолутно нема никаква опасност дури во случај да конзумираме месо кое што евентуално го има вирусот на африканска чума, немаме никаква опасност по нашето здравје. Меѓутоа, преносот на вирусот од свињи на свињи, освен со директен контакт кога животните се живи, се пренесува и преку воздухот, и преку контаминирани средства, значи тлото. Тоа е она кое што го напоменав, има голема издржливост, така да дури и до 2 години во поволни услови во почвата може да остане вирулентен, односно да во контакт со друга свиња која што не е заразена да предизвика болест.
Значи со нашата облека, чизми, преку возилата со значи движење од заразено подрачје во фарма која што е да речеме нели неинфицирана, можеме да го пренесеме вирусот. Вие сте раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна, кој што се е под факултетот, така? Да. Како надлежна институција, какви мерки превземате вие? Дали контактирате со фармерите? Дали тие бараат од вас некаков совет? Едуцирани ли се фармерите како да се заштитат? Ние како факултет за ветеринарна медицина заедно и со Агенцијата за храна и ветеринарство вршиме обуки и едукација не само на фармерите, туку и на докторите по ветеринарна медицина. Значи континуирана едукација за да се одржи нели свесноста, меѓутоа и најновите информации кои што се поврзани со оваа болест во смисол на препознавање на симптомите во случај на појава, како да се посомневаат, како да пријават навремено, затоа што тоа е најбитно. Значи, колку побрзо ја диагностицираме, толку можеме побрзо да делуваме, односно да спречиме нејзино ширење и на други фарми или на други објекти. Затоа таа свесност е многу битна, а она кое што е исто така не ни оди на рака кај оваа болест, е тоа што за разлика од некои други болести, ова не е експлозивна. Значи не можеме да очекуваме дека кога влезе во една фарма ќе видиме стотици угинати свињи во брз момент. Значи тие ќе постепено ќе почнат да угинуваат, додека дојдеме до тоа да гледаме 20, 30, стотина угинати свињи, таа веќе биде тука повеќе од месец дена. Што значи дека во тие месец дена движењата, контактите со други објекти ќе допринесат за нејзино ширење и на поширок регион. Кој е начинот на справување тогаш? Во меѓувреме, можеби и се конзумирало месо. Вие рековте дури не е штетно за луѓето доколку го конзумирале тоа месо. Сепак мораме да објасним убаво затоа што навистина многу се зема месо од приватни одгледувачи. Некако стана тренд да се верува во нашите домашни фармери. И сега да објасним убаво за луѓето, но од друга страна да објасним убаво и за фармерите, како меѓусебно сите да се заштитиме. Така, како што реков, вирусот не е опасен за луѓето, меѓутоа повторно ние сме наоѓали имало случаи да речеме кога самото животно се уште не е во онаа фаза затоа што самата карактеристика се изразува како што и кажува нели името чума со висока температура, кога ќе дојдеме во фаза на клинички појава на клинички симптоми. Меѓутоа вирусот е присутен во самото животно и малку претходно, значи да кажеме некои 6-7 дена пред таа да покаже симптоми на болест. Што значи дека во тој период е можно да дојде до економско искористување нели на самото животно и сме наоѓале значи да таквото месо се замрзне во фрижидери, нели да се чува за понатаму за употреба и во тоа месо значи може повеќе од година дена самиот вирус да биде жив, а понатака Што во тие случаи? Тоа е многу тешко веќе за контрола, затоа што понатака со употреба на тоа месо, недоволна термичка обработка, а особено не отпадоци, како што се коски, кожи и така натака, кои што би се фрлеле особено во овие руралните краеви каде што имаме хранење со помија на самите свињи, ние веќе повторно го враќаме циклусот, односно повторно предизвикуваме заразување, а таквите ситуации се тешко да се пратат. Не можеме да знаеме, ние сме имале такви искуства, сме наоѓале, меѓутоа не можете да знаете веќе понатака ланецот на ширење, кој каде однел, како однел, паниката го прави своето. Игор, што превземате тогаш? Како што напоменав... Како предходно, според затоа што веќе сме имале ние случаи такви. Сме имале навистини големи случаи. Фарми со пред 2 години зборувавме дека фарма со 100 свињи, така? 10.000. 10.000, уште полошо. Да, тоа беше огромна економска штета и огромна загуба на домашното производство. На почетокот мерките се како што испомната ние ги пратиме и сите и европски и светски легислативи во однос на тој дел. Постапката при појава на болест, дали се работи во фарма, комерцијална фарма или се работи во домашна мала фарма на село, е уништување на сите животни. Значи не само на болните, туку мора да се уништат сите животни и тоа кога станува збор за села, се прави уништување на животните во еден радиус од 3 километри. Значи не само во тоа одгледувалиште, не само во тоа село, малку пошироко. И понатака се наложуваат други мерки кои што се однесуваат на контрола на движењето на самите животни во малку поширок регион, особено тие животни таму се праќаат на кланица, значи не смеат домашно да бидат заклани и продавани, значи од во кланица, а пред нивно искористување, односно пред да се даде дозвола за употреба на тоа месо, тоа мора да биде испитано
се носат мостри значи во лабораториите на Националниот институт за храна и ветеринарство и се прави диагностика со PCR тест, доколку тоа месо е негативно, значи немаме присуство на вирус, тогаш може економски да биде искористено. Огромна загуба е тоа за фармерите, но сепак кога е зараза во прашање не треба да постои компромис. Каква е соработката? Социјална, економска загуба, се во едно измешано, но соработката треба да биде некомпромисна. Тука не треба да пусти воопшто ниту прашање. Како е на терен? Така е. За жал, па ќе кажам, моето искуство и чувство дека во делот во секторот на интензивно одгледување, фармерско одгледување, дека собствениците имаат високо ниво на свесност и имаат применето високи стандарди во делот на нивна заштита од навлегување на оваа болест, значи што се однесува на тие биосигурносни, биобезбедносни мерки. И заради тоа и немаме појава значи, на болеста во овие одгледувалишта. Состојбата кога станува збор за домашно одгледаните животни, како и за било кој друг вид на животни или било која друга болест, е веќе сосема друга пригазна. Тука веќе имаме силен социјален момент, значи не е само економскиот момент, иако и тој е битен, особено веројатно во оние порурални предели каде што и самата екзистенција на луѓето е врзана со тој извор на месо, каде што немаме ланци нели на месари поради економска неисплатливост и така натака, меѓутоа и тоа е сериозен удар. Постои трендот на верба само во приватните домашните фармери. Тоа е одлично, тоа и треба да биде така. Апсолутно и треба да биде така и постои и велам тренд поради тоа што претходно не беше така. Сега некако се повеќе и повеќе се верува и се зема месо од сигурен одгледувач. Така знаеме меѓусебно да се кажеме граѓаните. Така. Сега, видите, тоа може да навлеземе во друга некоја тема на разговор, која што нема да ја опфаќа само сега конкретната тема африканската чума, затоа што покрај тоа што ние сакаме домашно квалитетно месо, сега не навлегувам, меѓутоа контролата во делот на ланецот на продажба и производство на храна мора да биде стриктно регулиран, затоа што опасноста од други патогени кои што би можеле да бидат потенцијално опасни во случај на несоодветно третирање на самите нели на самото месо при неговата обработка, несоодветно чување нели незадржување на ладен ланец може да предизвика и некои други последици кои што би имале ефект или афект врз луѓето. Така да треба да се биде внимателен. Да, будност и внимателност на терен, инспекции. Кој прави? Делот на инспекцијата и контролата е во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство, значи колегите официјалните ветеринари на терен, кои што се епизетолози, вршат контрола и заедно во соработка со ветеринарните друштва, со докторите по ветеринарна медицина. Во соработка со вас? Така? Апсолутно. Да. Они се тие кои што на терен први ги добиваат информациите во случај на сомнеш. Да, ако е тоа угинување или појава на клинички симптоми на болест на некое животно, повторно ќе кажам, фармерите или фармерите треба да пријават до нивниот ветеринар или до ветеринарниот инспектор, кој што во тој случај излегува на терен, се земаат мостри и тие мостри се доставуваат до Факултетот за ветеринарна медицина, каде што ние во рамки на понатаму го проследувате. Уште едно прашање ми остана неразјаснато. Во делот кога објаснивте дека доколку имало таква состојба во некоја фарма, може во почвата дури и до 2 години да стои, да обстои. Така, тоа... Дали тоа значи дека мостри се земаат потоа и од почвата и од самата фарма, да ќе се сите заразени свињи тие да ќе се угинат, но што потоа со истата фарма, дали таа ќе може да биде во употреба? Во однос на самото обстојување на вирусот повеќе во почвата повеќе беше за обстојување на вирусот во животната средина кога станува збор за дивите свињи. Особено во шумите каде што има доволно влага, немаме присуство на сончева директна светлина која што ќе го уништи вирусот, вирусот може да остане нели жив. И дури после 2 години популација на диви свињи која што рие, која што на тој начин јаде да внесе и да се појави. Да. Кај фармите тоа не е случај затоа што кај фармите по депопулација, значи по уништување на сите животни од фармата, таа се празни, се прави физичко чистење, дезинфекција на самите фарми и потоа имаме одреден период на мирување така наречено, значи не смеа да се внесуваат животни, затоа се остава одреден временски период кој што е период на инкубација на самиот вирус, повторно се третира. Па пред да се населат животните повторно, се пуштаат така наречени сентинели, односно животни кои што се не се заразени во мала бројка, да
да стојат тука во таа фарма, значи да се движат и потоа за одредено време, после 20 дена, се зимаат примероци, доколку тие се негативни, тогаш дури е безбедно да кажеме дека објектот е безбеден и може да се повторно насели. Така да не само директните штети од уништувањето на свините, туку и овој период во кој што таа фарма не може да почне да продолжи да работи, се индиректните економски штети кои што оваа болест ја прави да биде број 1 во светски рамки на историско ниво во однос на штетите кои што ги предизвикала. Што ги препорачате до граѓаните и фармерите? Апсолутно мора да се биде буден, да се биде свесен дека болеста е тука. Секоја појава на промена во стадото на самите животни која што ќе укажува, а тоа се општи симптоми, покачена температура, невеселост, нејадење, да се контактира ветеринарот кој што им е матичен или официјалниот ветеринар за да се земат мостри и за да можеме навремено да поставиме дијагноза и да спречиме понатаму ширење на болеста. Тоа е најбитно за да може да го зачуваме овој сектор кој што во Македонија за жал пред појавата на болеста мислам дека и се уште е еден од растечките, баш она што го спомнавме, наше месо производство, да не мора да увезуваме, да добиеме свежо месо кое што од било која фарма во Македонија до маркетите може да биде за 2 до 3 часа, што е навистина реткост, нели, и позитивна работа, така да треба да се грижиме тоа да го одржиме, да им помогнеме и на фармерите, да се помогнеме на самите нас. Благодарам. Игор Џаџовски, раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна. Благодарам за разговорот. Благодарам на вас.